Почитувани присутни, Ваша екселенција амбасадоре на Република Словенија во Македонија, господин Грегор Прескер, почитувани пријатели од Словенечката амбасада, добра вечер и добре дојдовте на вечерашниот промотивен настан посветен на збирката раскази Грамадата на пристаништето од словенечкиот писател Борис Пахор. На почетокот сакам да и се заблагодарам на госпоѓата Дарка Звонар Предан, публицистка и новинарка од областа на културата во Мариборскиот вестник Вечер, која допатува во Скопје специјално за овој настан, но исто така сакам и да и се заблагодарам од свое лично име, но и од име на издавачката куќа Арс Ламина, за нејзиниот удел во збогатувањето на македонското издание на Грамадата на пристаништето, во која што е сместен нејзин наменски напишан поговор кон македонското издание, кој што македонските читатели имаат и што да прочитаат во него, а е наменето за нив. Таа вечерва ќе биде промотор на расказите на Пахор, а верувам дека ќе ни пренесе и некои други важни информации поврзани со делото на големиот словенечки писател, чие што творештво ревносно го истражува, а од разговорите со писателот објавува и книга во 2018 година, насловена Борис Пахор, нашите разговори. Со нас вечерва е присутен и преведувачот Дарко Спасов, кој што е нашиот скаут на словенечки книжевни дела, кому целосно му веруваме, кога ќе ни предложи објавување на конкретен словенечки автор и благодарение на кого нашето портфолио е збогатено, со превод на литература е збогатено за прекрасните преводи на Драго Јанчар, Броња Жакел, Дамијан Шинивој и се разбира Борис Пахор. Грамадата на пристаништето и Борис Пахор не случајно ги сместивме во едицијата современи класици на импринтот Арс Либрис, делот Арс Ламина публикации, каде што се вклучени грамадни автори како Умберто Еко, Габриел Гарсија Маркес, Орхан Памук, Драго Јанчар и други, затоа што нивните гласови се шират како ехо низ времињата и затоа што со своето творештво поставија книжевен и вредносен стандард. Борис Пахор е еден од најважните и најпреведуваните словенечки писатели. Неговите дела се преведени на македонски јазик, за жал само 2 дела се преведени на македонски јазик, француски, германски, српски, хрватски, унгарски, англиски, шпански, италијански, каталонски, фински и есперанто. Најпознат е по автобиографскиот роман Некропола за животот во концентрациониот логор Нацвајлер Штрутхоф. Сиот свој животен век се декларира како антифашист и сведок на фашистичкото насилство врз словенците во Италија и на страдањето во концлогорите во Германија за време на Втората светска војна. Тој е жесток поборник за националноста како примарен општествен идентитет. Поради овие негови политички заложби и ангажмани, многу доцна добива афирмација и во Европа, и во Словенија, и во Европа, како што прочитав дури откако Словенија ја стекнува својата независност, почнуваат да се објавуваат неговите дела таму. Исто така куриозитет е и тоа што во Италија на почетокот на 2000-тите години почнува да се преведува на италијански јазик. Претходно италијанците кажале дека го чекаат да се објави на француски па на германски, а дури потоа го објавуваат на италијански јазик. Збирката Грамадата на пристаништето е првпат објавена во далечната 72 година во Љубљана и главно била наменета за средношколци и студенти со многубројни белешки што би им користеле на помладите читатели. Во збирката се застапени 6 раскази: Грамадата на пристаништето, Пеперуга на закачалката, Бродолом, Цвеќе за лепрозниот, Ориент експрес и Непоимливото прашање. Секој од 6 раскази обработува вистински настани од животот на приморските словенци по доаѓањето на власт на италијанските фашисти, а кои ги доживеали самиот Пахор како дете и тинеџер. Низ очите на ликовите го сведочиме палењето на Народниот дом, символот на градот Трст, асимилацијата на словенците од страна на црнокошулците, убиството на славниот композитор и диригент Лојзе Братуш и бруталните механизми за принуда од страна на фашистите. Ова беше еден краток вовед, еден општ преглед на оваа книга од Борис Пахор, а сега би сакала да го предадам микрофонот на госпоѓата Дарка, која што ќе ни каже нешто повеќе за Борис Пахор и за Грамадата на пристаништето. Повеле. Благодарам.
jaz moram da se zablagodaram na Bisera, na izdavačkata kuća Arslamina i na prevedovač moj drag prijatelj Darko. Jaz danes se obitam, da zborovam na makedonski ali mojo makedonski, to ne je vaš makedonski, mojo so greškite. Ako ne možem, tukaj je Darko spasal nomen est omen, on ke me spasi, pa ke prevedu vakom, ne možem da zborovam, ali ke se obidam da zborovam. Mnogo sam sretna, prvo da pozdravim, lep pozdrav vsem mojim prijateljem Slovenske ambasade. Pozdravljam i site makedonski prijatelji, poznanici i oni koji ne znaju, pa možda ke se zapozname po to, ovi muabet. Mnogo sam sretna, leta sam tukaj i mnogo sam sretna i ganjena, kako se vika ganjena sam, koga pomislav, koliko bi bil Boris Pahor sreken, da je danes tukaj i da vidi da je njegova ta knjiga da je preveduvana na makedonski, na jazik na mal narod. On beše mnogo se boril za pravo na mali narodi, da se počituvat jazici na mali narodi, da se počituvat identitet na mali narodi, da se jednopravni kako golemi narodi i kako jazici na golemi narodi. Boris Pahor, on beše simbol, on beše, se izvinuvam na ambasador, ali Boris Pahor beše ambasador, odličan ambasador, dobar od neke ambasadorine Vjetuka, ali dobar od mnogi zvanični ambasadori. On beše stvarno ambasador na Slovenija, njegov život, njegov život beše skoncentriran cel minat vek. So nasilstvo to, so prva i vtora svjetska vojna, so fašizmo, so nacizmo i komunizmo. I on beše čovek, golem čovek, mal vorasti slab, ali kako čovek, kako duh i naravno kako pisatelj, on beše mnogo golem. Stalno se stavlja na stranama namaliti narodi, namaliti ljude, se bori za prava namaliti ljudi, mali narodi, tako da i pišuva i beše odličan, mnogo dobar kronist na život, na minati vek. Kroničar. Super. Idealno. Kroničar. Da. Prekrasni makedonski. Ne prekrasni, ali blagodaram. Ne znam, da li pušte nešto ili da zboruvam ili da... Може да поразговараме. Може, да. Јас се спремив неколку прашања. Да правиме муабет. Така.
Така најубаво Да, ќе го представиме. да. Јас ви подготвив неколку прашања, но во зависност од вашите одговори може тоа и да се промени. Може да ви поставам и некои дополнителни прашања ако немате против. Во воведот кажав дека првенствено оваа книга која што се објавила во 72 година, иако подоцна имал проблеми со авторитаризмот во Југославија, па бил принуден да објавува и под псевдоним. Книгава била првенствено користена како помагало во образованието. Не сум сигурна дали било задолжителна лектира или на кој начин се работело, тоа може повеќе вие да знаете. Но сакам да прашам дали денес во Словенија се уште е вклучен во наставниот процес, во образовниот систем, како лектира, или воопшто ете како еден знаменит човек, како знаменита личност, како еден космополит, антифашист и сите тие квалификации кои што се припишуваат на човек кој што се бори за хуманистичките правила и начела, дали се уште во Словенија е ставен во образовниот систем, дали го знаат учениците? Уште не е добар збор, уште, баш сега е вклучен, не толку колку би заслужил, не толку, али вклучен е. Али, за жал, morал je da dočeka 90 godini i poveke od 90, da go prepoznaje prvo Francuska i Germanija, potom Italija, vo kojoj živeše, i Slovenija. Vo Slovenija malko se, moja generacija go ne čitaše vo škola. Beše vo komunizam, beše on dolgo vreme beše na crni spisok, da tako kažem, jer on beše čovek koji na site tri totalitarizmi, fašizam, nacizam, komunizam, na site on reče ne. Site beše kritičar na nasilstvo, to na site tri totalitarizmi i tako Jugoslavija nego sakaše, mu zabranila da dojde vo Slovenija, da objavljuva vo Slovenija, taka da, ali koga Slovenija stane samostalna, on dobije naša najgolema kulturna nagrada, Prešernova nagrada, to dobije, ali vo škola tako, vo školi ne beše mnogo poznat. Koga na polni 90 i nešto, togaž da on ne bi bil živ toliko dolgo, se plašam, deka go ne bi znal. Da, dobro, po neki čitač bi go znal, ali tako, sega je slaven v Slovenija, ali koga beše aktivan mnogo, da bo njegov najaktivniji period, on ne beše mnogo poznat. Tako da, to je malko tragično, ali je i sreča, da, vi baš črto mi najde, sreča je, da živeše toliko dolgo. I slaven stanat de facto so 95, koga napolni 95,
italijanska televizija ima jedna emisija, che tempo che fa se vika, mnogo se gleda ta emisija i tamo beše Pahor gost i tamo on zboruva. Italija go ne saka jer on zboruva i mnogo je zboriše i mnogo pišuvaše na fašizam, protiv fašizam, protiv nasilstvo, to tako da go ne saka. I kako se znaje, Italija so fašistički zlostrstva nikogaš ne raščistila, tako da. I togaš koga on beše gostvo ta emisija, toga sega je mlada generacija, go gledaše, go slušaše i tako on leta po leta on dobije na težina i vo Italija. I Slovenija, koga vidi da ga počituva sega Evropa i vo Slovenija on stane slaven. I mnogo je počituvani, danes se pišuvat diplomski raboti i taka, da, danes, da. Ali se plašim da i danes se ne čita toliko, koliko bi moralo. Jer on stvarno je kronist na minati vek, na istorija, na tažna ta istorija na minati vek. I nije si bi trebali da ja znajeme ta teška istorija, da ja znajeme. On, kako beše njegov život, to kako dete je on videl da je paljen je na ovi narodni dom. Narodni dom beše simbol na slovenstvo to vo Trst, na Slovenci vo Trst. To beše jedna ubava golema kuća, čuven arhitekt, famozan arhitekt Max Fabiani, koji rabotiše i vo Vijena. On je, njegova rabota beše toj dom, toj narodni dom imaše slovenečka štedionica, slovenički hotel, kafeterija, ali najbitno imaše mnogo hali za priredbi, za slovenečki priredbi i za hrvatski. Tako da beše simbol, slovenečki simbol i slovenski simbol. I koga fašisti spala, Pahor imaše togaž 7 godina. On so pomlada sestra gleda kako plameni na ona ubava kuća i toj grev na fašisti go pratiše cel njegov život. On cel život pišuvaše o nasilstvo to i kako on raste i prvo odi vo slovenečka škola, pod Trst beše austro-ugarski, togaž koga se on rodi. On se rodi jedna godina
Prva svjetska vojna. Тогаш беше Трст австро-угарски и словенци може да пишуват на свој јазик, морат во војска како австријански војници, ali oni имат свој јазик, своје книги, своје песми, своја литература. Кога се Прва светска војна заврши, потоа Трст стане италијански и фашизам почне да расте и мислим да беше 1923 година, когаш се укидат школи, словенечки школи. И Мали Пахор, 10 година тогаш имаше, мора да влезе во италијанска школа. То беше страшно за него, не само за него. А школата беше стварно, кога учител неки италијански слушне да деца тако зборуваат словенечки, то страшно се дешава. То све тука во ова книга све то можете да прочитате како беше. Онда он оди во Копер, во друга школа и тамо беше италијанска школа, али тамо он е во друштво со словенечки и хрватски ученици и некако добие на самопоуздание, на самодоверба, да, така. И онда кога почне пред Втора светска војна, он мора да служи во армија, талијанска армија, и он се одлучи да оде во Либија, да биде тамо, да биде далеко од ова фашистичка Италија, да биде он вика, да бидем со исто бесправни луѓе, така, не? И кога се вратил во Италија, Втора светска војна беше тогаш и он е бил преведувач во неки логор знаете, езеро Гарда, тамо крај езеро Гарда, за југословенски заробljeni југословенски официри. И кога Италија капитулираше, од 43-та беше, он се врати во Трст и сакаше да оди во шума, како партизан, али некому кажуваше, не, тебе требаме те во градот, како илегалец, да, тако станува тамо и некога издал и он беше во страшен затвор во Трст неко време и потоа крене на ови тажан патот. Он е бил во 5 во 5 концлогори, во 5. И неко време работише тамо како он мече
je metal trupla v peč. Собирал тело. Frla tela po pečki, strašno. I koga se u Vilogor, koga bo oslobodili, on beše kostur, i onako beše onako mal slab, beše kostur i so tuberkuloza. I jedna godina beše Pariz, bo neka bolnica, onda se vratil v Trst, a Trst togaž beše pod anglo-američka vlast i on beše mnogo oštećen od logor, on vika, ja se spasuvav so pišuvanje. Tako stane da pišuva. I potom raboti kako profesor v Sloveniji, jer anglo-američani su organizirati slovenečke škole po Trsti, školiti po Trst i on rabotiše kako profesor za ta italijanski jezik bo 20 godini, ja mislim, da rabotiše takav. I stalno imaše, beše mnogo kritičan, mnogo sloboden ne saka da laže, da se preprava, da i stalno imaše problem so vlast, da. Tako da njegov život je, a meni je važno to, toliko strašno se je doživel, ali on nikogaš ne zboruva za neko osveta. On stalno zboruva za otpuščanje, za prostuvanje i za ljubov to. Ne znam samo i ljubav, tako žena maš, ali ne samo to, ljubav do čovjeka, do sita, do ljude, tako da. To mi je kaj njego nešto najubavo. Se izvinjuvam za toliko zbora. Ајде тогаш да го вклучиме Дарко малку вие да одговорите, па после ќе се вратиме пак на уште неколку прашања со вас. Разбирате ме или по-добро да на словенечки? Како ви е најудобно така? Разбираме. Ако се разбирате ме, имаме Една година не зборим. Индекс после ќе ни дадеш. Ајде да го размрдаме малку, Дарко. Зошто сметаше дека е важно да ни го предложиш за објавување на македонски Борис Пахор и токму со расказите грамадата на пристаништето? Па затоа што сме исти, не мора. Па ти не знам со микрофон да се стави. Се слушам. Мора да има микрофон. Што мора не е? Да. Имаш убав глас. Убав, да. Аршуност. Па исти сме ние, тоа Дарка ми предложи, прочитај, и кога го прочита, сватив дека како сите мали, не знам дали постојат мали наравно, постојат само мали улици, мали кукички, народи се сите големи. Ама кога прво го прочитав, нормално треба да те зарази една книга и кога го прочитав, сватив дека сите тие приказни се делат и од нашето постоење. Ние сме такви и ние имаме некои ситни или големи мачители. И тие мачители останат една сериозна трага во нашето распење, тој наш фенотип на однесување. Генот си го носиме ние како фенотип. Фенотип ни се изместува со секоја дразба. Ние
сме растени со сите тие приказни, некои притаени, скриени. И затоа реков дека Божи кај нас пишуваат и наши македонски автори за така, секако да пишуваат, но начинот како Пахор го опишува ова е како да слика, како сите негови раскази од 6 остава таква некаква таков некаков печаток и затоа го предложи. Кога некој ќе го прочита, нели по момент на асоциативна слика. Аха, ако го прочита ќе рече, па и ние сме такви. Тагата е многу лична, ама има некоја светска тага која што се провеува кај нас на тој пуст Балкан. Се надевам ќе помине сето тоа. Ама останува таа нека тага која што се шири и се препознава. И кога ќе препознаеш тагата, потоа сочувствуваш со други народи. И си гледаш дека некогаш некој и за нас така дека едни нападнале. Тоа е веројатно тоа. Благодарам. Иако комуницираме и додека работиш, пред да стигне книгата кај мене, кажуваше колку ти е тешко да го преведуваш. Да. Ме интересира дали во оригиналот, мислам, како што го пишувал, дали користи дијалекте на словенечки јазик или пак користи некои чудни јазични форми за онеобичување, за некаков читателски ефект. Што ти направи вака најголема теговност додека работеше? Не толку јазикот, има италијанизми, има локализми, не толку јазикот. Таа некоја синтакса на човек кој што раскажува за нешто што се случило пред 50, 60, 70 години. Колку време поминало. Има еден момент на еден абсенс, на едно отсутство кое што го чувствувам, јас го читам. Неговата мисла многу брзо, тоа поливалентно, се лепи, тоа како атоми околу него и тој сака да ги собере сите информации во еден простор. И во тоа негово, тој е тотално луцидно, тотално изместено и не можам да му ја пофатам мислата кога, кому, што сака да му каже. А при тоа има момент кога ќе се изгуби и тоа го чувствуваш како ќе се изгуби, ќе се врати, за повторно да се врати, за да набој, создава еден таков набој и тоа е тешко потоа треба да го пренесе на македонски, а при тоа да не го изгуби тоа таква жолчност. Има една девојче треба да се закачи на една закачалка. И како ќе се закачи тоа девојче и потоа вели дека е пеперутка. Ти треба да го замислиш прво, да го видиш кај него, па да го раскажеш на македонски. А човек го години пишува, тој е сериозен. На 108 години почва. И неговата мисла е уникатна. Како и сечија, секој автор е. Ама ова е особено дека не постои драматуршки лак некако. Ќе фатиш и имаме кашера. Не, овде се одеднаш и се одеднаш, како сито. Само се. Одлично го долови ова. Има еден многу херметичен расказ. Морам да се сетам како се викаше. Со Реза, ако се сеќаваш, кога не знаеме кој што раскажува. Да. Но тоа не треба да ве обесхрабрува, ако сакате да Убаво е, такво е. Да. Убаво е да се мачиме. Убаво. Не треба да е лесно, потоа не треба да се чита ако е. Се мачи цел живот. Да, ти се мачил. Веројатно е тоа напор да се пренесе сиот тој свет во планин кој што го посведочил, како што пишувате вие во вашиот поговор. Но има и нешто интересно во расказите, не знам дали јас го забележав, дали ќе ме побиете или ќе го потврдите тоа. Забележав дека Пахор има и некоја доза на критика кон своите ликови, затоа што на моменти се послушни на подчинетите, послушни се и подчинети на власта локална. Особено ми е тоа ефектно во расказот Бродолом, со последната реченица се доловува тоа.
Таму има еден татко кој што никако не успева да го поучи детето дека треба да го научи да го совлада италијанскиот јазик и се нервира зашто неговиот син нема отпор, тој е мало дете, не разбира зашто сега треба на италијански да учи одеднаш. И мислиме дека таткото се нервира затоа што детето не може да се интегрира во наставата, во школото, а всушност романот завршува со репликата: да бев млад, ќе им покажев на сите тие ваши учителчиња. Значи, каква иманентна критика има тука на... Продава на пазар, продава книга, не знам што прави. Да. Дали ти го... Да, точно. Ама... Ali ti učitelji što pravят? Koga učitelj slušne da dete zbori slovenički, on mu pluka vo usta, učitelj imaše tuberkuloza, a pluka vo ustata na deteto. Ili ona, malo devojče so kitki, zbori, učitelja slušne kako zbori slovenečki, on je zakači kitki na zakačalkata, da visi. Супер, сега се сетим. Просто со текот на времето просто некаков излез и го има таму, убаво го кажа мислено. Има некоја снисходливост и сите викови дека ние сме во таква состојба, ќе се повинуваме на таков и таков закон, ако сега овие владеат само окей, ама јас да снимкам. Јас да можам да мене да ме прашаат никогаш. Таков однос се гради кај луѓе кои што се премногу исплашени, тој е премногу исплашен човек и синот го воспитува, авторитет пренесува на синот. Треба да се следи, но не е добро. И не е добро. A kako ne bi bil uplašen? Како не би бил исплашен? Изплашен во таков режим со насилство, то со без парите. Во Егејска Македонија веројатно било така. Егејска Македонија не смееле да зборуваат. Па затоа оттаму не требаше да кажам, требаше не. Ама така, не смееш да зборуваш. И синот како ти зборува македонски, кажеш немој да пушнам да си зборува македонски. Од кога страна си викаш, зошто бе така правиш? И та страх. Да, страх. Стравот е страшно гонило. Тоа е страшно. Имам уште две прашања за господината Дарка. Уште едно. Добро. Ајде, најинтересното. Најинтересното, не знам, ама ајде ќе се одлучам за ова последното. Вие до крајот, пред самата смрт на Пахор одржувавте контакти, разговаравте со него. Тој почина во 2022 година, кога во меѓувреме уште еден куп војни жаришта се отворија насекаде во светот. Многу страдање и многу насилство. Дали тој имаше некаков коментар за сите тие случувања? Pahor skoro do својата смрт, он физички беше до 100-та година, беше и физички супер, али психички и ментално беше скоро до својата смрт. Беше супер. Очи му не служат добро, после стар човек, тешко да се качи нагоре, али му беше супер. Ние се запознаевме кога он имаше 90 години, тогаш јас направив прв интервју со него. Он беше со 90, му беше како кај мојот маж. Млад. Мислим, колко он и он пратише се што се
počuva i во Slovenija, i во Italija, i во Evropa, i во свет. On беше Slovenec во Trst, a беше исто и голем европеец. Голем. Да. И тогаш се запознаеме и до негова смрт ние станеме пријатели след неко време и имаме контакт до неколку месеци пред да он почина. Он je pratil skoro do smrti, što se slučava vo svetu i беше mnogo zabrinut, zagrižen, dobro, беше много загрижен за ситуација и он вика само љубов може да спаси луѓе и светот. Само љубов и знањето на случавање во историја. Само то вика. И беше му многу важно да млади, како со сега децата, да млади го слушат, го читат. Многу му беше то важно. Многу сакат млади и многу сакат да им пренесе знање. Да им пренесе знањето. Да, многу. Благодарам многу. Се надевам не ви беше напорно да се напрегате на македонски, ама нам тоа многу ни значи. Може Ще се потрудите. Може, ајде. Многу се радам што стигна на презентацијава и искрено баш и од политички причини, мислам многу го почитувам господин Пахор. Само да надополнам, не само во Грција, него и во Кралството на Југославија не смело македонски да се зборува, само српски имињата ми биле тука на сите представени српски, ако идете на гробишта ќе видите само српски имиња има таа период, некои се преправени, некои не за жал. Мислам дека се прескокнува овој факт, најчесто само за Грција се кажува, ама јас ке... Значи, првото прашање ми е, дали мислите дека господин Пахор успеал да допринесе, да го намали фашизмот и диктатурата и тоа хибридно однесување, затоа што јас мислам дека уметноста многу поголем допринос има од медиумите и од цивилното општество, кој што мислам дека напротив уметниците градат, а медиумите, новинарите мислам дека расипуваат, мислам дека во најголем дел они работат нечија агенда, не работат за демократијата и за човековите права. И второ прашање, лично, многу ја гледав онаа емисија на Джиги Мациола и таму беше режисерка, реализаторка една господја Пахор, дали она може би некако на рај, знаете, пред полноќ се емитуваше секој ден со Джиги Мациола, дали таа господја Пахор може би некој сородство со неја? Пахор е многу често презиме. На словенички дел во Италија и во Словенија приморски регион. Супер, да, многу ми се свижа таа. И председник минати словенички, да, знам дека не се. Се презива Пахор, а ништо не е во врска. Мисля дека може да има некоја врска, што никако беше во негов стил, мислам, во политичка смисла таа емисија, ама добре, тоа било случајно, благодарам. Ali првото прашање, ја не сакам да сум песимистка, не сакам то. Ја сакам да верувам да луѓи како Пахор нешто ќе промени.
recimo, сега во Италија се зборуваше ови фашистички период. Во истина, 100 години треба да помина да се Народни дом беше реновиран после Втора светска војна, али беше во италијанските раци. А сега, на 100 година, кога помина, италијанската држава го вратише на словеначка манина во Италија. Така да, Пахор се грижи многу што се случава и војни и то. Али и он, ја мислим дека е верувал да се светот пак спаси. Да. Ја мислам така. Благодарам. Има едно видео кое што ми го прати господјата Дарка, го сними нејзиниот син. Тоа е разговор меѓу Дарка и Борис Пахор, неколку месеци пред неговиот 108 роден ден, ако не се лажам, така? Да. 107. Да, 108, едно лето пред. 21 година. Август 2021. Беше роден 13-та година. Снимак е од 21 година. Да. Неколку месеци пред 100. Имаме технички... А он почина малку пред 109. За жал не успеавме да го израдуваме со македонското издание, иако беше најавено. Да, а он е знал, дека се книга преведува и беше многу среќен и многу убаво ми рече, толку сум среќен, поготово јер тоа ќе биде книга за читалци во еден народ кој е исто мал, мислим како број, не многу броен, али и исто е како има суседи, поголеми суседи кои му земат правото на кои се обидат да земат право на јазик, на идентитет, на култура. Да. Он е видел многу сличности, така да беше многу среќен, многу се знае, да. Жал што не го израдувавме со овој артефакт. Да го видиме видеото, а потоа Дарко ќе ни го прочита транскриптот од разговорот, затоа што имавме технички пречки да го прикачиме како превод. Нема да ви пречи, 7 минути трае, кратко е и со тоа и ќе завршиме, па ќе се подружиме. Да, звук не би бил сам. Може да сега да читаш? Да, може да читаш. Да, можеш да читаш. И па да, може Дарко да го чита, Да, тоа трае, тоа е изводот од видеото. Кој ли? Борис Пахор. Палењето на Народниот дом се случи во 1920 година. Тоа беше почеток на крвавиот век, кога тој страшен пожар ја зафати цела Европа, а тој почеток беше токму овде, кај нас. На 10 февруари, италијанците имаа празник, ден на секавањето, кога треба да се секаваат фојбите. Тоа се карстни јами во кои завршија телата на загинатите на крајот на Втората светска војна.
и езулите, тоа се италијанците кои по војната се преселија од Истра, Риека и Далмација. Но словенците не ги фрла италијанците во јама. Тоа е измислено. Италијанците во Истра рекоа дека ако словените сакаат да ја словенизираат Истра, ќе завршат во фојбите, тие го рекоа тоа, не ние. Во секој случај, препорачувам да ја прочитате мојата книга Грамадата во пристаништето, која зборува за историјата и го опишува почетокот на несреќата за Европа. На самиот почеток пишувам за мојата помлада сестра, како со неја го гледавме пожарот во Народниот дом. Дарка го прашува, дали е неопходно да се прочита оваа книга за да не се повтори историјата, за да не тргне Европа повторно по тој крвав пат. Борис вели, војната е најлоша, може да биде уште полошо. Уште полошо ако има глад, ако нема реп, ако луѓето се гладни, не само таа книга, Грамадата на пристаништето. Сите мои книги раскажуваат за тоа како Европа почна да оди на лошо, палењето на нашиот Народен дом почна да оди лошо за цела Европа. Да, пожарот не беше лош само за нас, туку и за цела Европа. Но почна кај нас. Тие сакаат Трст да биде под Италија, не под Австрија, по чија власт ние словенците во Трст имавме право да пишуваме песни на словенечки и да печатиме наши книги, романи. Тоа денес не го знаат. Но вистина е, ако Австрија сакаше да има словенечки војници, своји граѓани, под Австрија, словенецот мораше да биде австријски војник. Истина е дека во тој поглед бевме робови, но австријците ја оставаа словенечката култура на Амира и никогаш не рекоа дека ние словенците, словенечкиот народ сме неуки. Дака го прашува. Може би сакале да им кажат уште нешто на македонците, кои исто така се мал народ и на кои другите им го скратуваат правото на собствена култура и јазик. Борис си вели, знаеме дека бугаите им го скратува правото на македонците, да пишуваат, да пеат на македонски, да облюбуваат на македонски јазик. Бугарите беа против македонците, односно против тоа да имаат свој јазик, верејќи дека го препишале од бугарскиот и дека тој е бугарски јазик. Знаеме како им било на македонците под бугарите. И така завршувам. Благодарам. Ви благодарам на сите што не слушавте со внимание. Објавувањето на книгата е поддржано од Јавната агенција за книга. Вечерашниот настан е благодарение на Словенечката амбасада. Имате можност да дегустирате и словенечко вино. Повелете на една неформална дружба да го продолжиме разговорот за Пахор и за Грамадата на пристаништето.